Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе обработиме неколку псалми кои е добро да се проучуваат заедно, бидејќи мислам дека се дел од една целина. Станува збор за псалмите 52 до 55. Покрај другото, во нив имаме пророчка слика за доаѓањето на Антихристот, или човекот на гревот, и неговото владење при крајот на светот. Верувам дека тој ќе биде светски диктатор, а повеќе за него може да дознаете во Евангелието според Матеј, глава 24. Но и пророкот Даниел, како и апостолот Павле, пишуваат за него. Сите овие псалми се маскил псалми, а како што видовме во претходните епизоди, тоа значи дека се псалми кои се дадени за насока. Во маскил псалмите наоѓаме длабоки духовни вистини во однос на пророштвата и иднината. Знаете, денес има многу автори кои навидум пишуваат пророштва за иднината, а и постои голем интерес за есхатологијата, односно дисциплината која се занимава со последните времиња. Притоа, луѓето кажуваат нешта кои според мене воопшто не треба да се зборуваат. Најдобриот извор за пророштва во однос на последните времиња е Божиот збор, а не книгите и предавањата на луѓето. Така што овие псалми кои ќе ги обработуваме денес ќе ни дадат и насока во однос на гревовите и беззаконијата на луѓето и како да се справиме со нив. Ќе почнеме со обработка на Псалм 52, но пред да го читаме ќе дадам краток вовед. Ова е Давидов псалм, кој е напишан за хороводителот во Божиот храм. Во некои преводи, во самиот наслов пишува: кога едомецот Доек дојде и му кажа на Саул дека Давид е кај Ахимелех. Со други зборови, станува збор за псалм кој Давид го напиша кога беше предаден од страна на луѓето, кои ја сакаа неговата смрт. Ке почнеме со читање на псалмот. Забележете како Давид ги опишува своите непријатели, а и да ве подсетам, токму таков ќе биде и Антихристот. Стих 1. Зошто се фалиш, силнику, со пакост, беззаконија вршиш по цел ден? Кога Давид направи грев, тој молчеше за тоа, можеби затоа што длабоко во себе чувствуваше вина, но кога световните луѓе прават грев, тие уживаат во тоа и се фалат со своите постапки. Еден ден, кога Антихристот ќе се појави на светската сцена, тој ќе биде човек на гревот и беззаконието, но и ќе се фали со тоа. Всушност, тоа е главната разлика помеѓу Божите деца и децата на сатаната. Божјото дете може да сгреши, бидејќи во себе ја има старата грешна природа, но кога ќе се случи тоа, таа личност нема да се фали со своите беззаконија, туку ќе ја наведне главата поради срам. Од друга страна, грешникот ќе зборува за својот грев како да е нешто добро и полезно. Стих 2. Јазикот твој погубни работи измислува, сплеткару, јазикот ти е како наострен брич. Бог има трпение и кон таквите луѓе, затоа што сака да им даде прилика да се покајат. Но, еден ден, тој период на милоста ќе заврши и доколку не се покајат, ќе се соочат со суд. Стих 3. Ти повеќе го засака злото отколку доброто, лагата отколку вистината. Ова исто така ќе биде една од одликите на Антихристот. Повеќе ќе ја сака лагата отколку вистината. Некои луѓе се толку навикнати да лажат, што кажуваат лаги дури и тогаш кога е полесно да се зборува вистина. Стихови 4 и 5. Ти, лукав јазику, засака секакви погубни зборови. Поради тоа Бог докрај ќе те уништи, ќе те истргне и ќе те искорне од живеалиштето твое и коренот твој од земјата на живите. Зборот уништи значи дека Бог ќе го собори и ќе го порази. Тоа е едно од нештата кои ќе се случат при крајните времиња. Антихристот ќе биде светски диктатор и никој нема да може да го спречи, се разбира, освен Бог.
Стихови 6 до 8. Ке видат праведните, ке се уплашат и ке му се подсмеваат, па ке речат: ете човек кој немаше прибежиште во Бога, туку имаше верба во големото богатство свое и побара прибежиште во благосостојбата. А јас пак сум во Божиот дом како плодна маслина и се надевам на милоста Божја во сите векови. Ова е навистина интересен стих, во кој читаме за тоа како еден ден грешниците ќе бидат поразени, а праведниците ќе бидат плодоносни како маслини. Во моментот, безбожниците може би напредуваат, но тој нивни напредок нема добро да заврши. Од друга страна, праведниците можат да бидат сигурни дека се додека се надеваат во Бог, нивните животи се безбедни и вечно ќе живеат поради Божјата милост. Патем, во стиховите кои ги прочитавме, се зборува за оние кои ќе се соочат со пропаст, затоа што се надевале на своето богатство, и оние кои ќе се соочат со благослов, затоа што се надевале на Бог. Интересен контраст, зарем не? Господ Исус во Новиот Завет вели дека не можеме да им служиме на два господари истовремено. Не можеме да им служиме и на парите и на Бог. Стих 9. Вечно ќе те славам за она што го направи и ќе го величам името Твое пред светиите Твои, зашто тоа е добро. Со тоа доаѓаме до Псалм 53, кој во својата содржина е многу сличен на Псалм 14, но, се разбира, не станува збор за сосема исти текстови. Ке почнеме со читање на првиот стих. Рече безумникот во срцето свое: нема Бог. Станаа развратни луѓето и гнасни во беззаконијата. Нема кој да прави добро. Светото писмо го дефинира безумството како состојба во која луѓето не го признаваат Господовото постоење. Знаете, денес има луѓе кои директно го негираат Господовото постоење со своите зборови и дела. Но има и такви кои на збор го признаваат Господовото постоење, а сепак живеат како тој да не постои. Еден ден, кога Антихристот ќе се појави, тој и со зборови и со дела ќе зборува против Господовото постоење и успешно ќе заведе многумина во таа насока. Патем, во овој 53-ти псалм, старозаветното Господово име Елохим се користи 7 пати. Некој може би ќе рече: каква врска има тоа со значењето на текстот? Мислам дека првиот стих покрај другото се однесува на луѓето кои велат дека Господ не постои и не го создал светот. Зарем не е тоа она кое многумина денес го прават? Зарем не е тоа она кое се поучува во многу училишта? Кога луѓето велат дека Господ не го создал светот, тие всушност не го признаваат писмото како извор на вистина. Денес живееме во време во кое луѓето не веруваат дека Светото писмо е Божјото доверливо, вистинито и безгрешно откровение. На првите неколку глави од писмото, каде читаме за создавањето на Вселената, се гледа како на некаква народна приказна или мит. Тоа е загрижувачки. Патем, во прво послание Јованово, глава 2, стих 22, апостолот Јован вели дека во одредена смисла Антихрист е секој кој не верува во таткото и синот, односно оној кој не го прифаќа нивното постоење и нивното суверено владење. Такви луѓе има многу, но еден ден, кога ќе се појави оној Антихрист за кого читаме во Откровение, тој покрај другото ќе има за цел да направи што повеќе безумници, односно луѓе кои го одрекуваат Господовото постоење. Стих 6. Ех, кога би можело да дојде спасението за Израел од Сион, кога Бог ќе ги врати заробените од народот свој, тогаш ќе се зарадува Јаков и ќе се развесели Израел. Јас не верувам дека Господ дигнал раце од израелскиот народ. И според мене, навистина е тешко човек да верува во такво нешто, а истовремено да остане доследен на учењето на писмото.
Иако во моментот многумина во Израел не веруваат во Господ Исус како Месија, сепак верувам дека ќе дојде момент кога барем на дел од нив ќе им се отворат очите на срцата и ќе согледаат дека тој е спасителот на светот. Со тоа доаѓаме до Псалм 54, на кој нема да му посветиме многу време, но сепак сакам да кажам барем неколку нешта во однос на него. Станува збор за релативно кратка песна во која авторот кај Господ бара заштита од неговите непријатели. Ова е текст кој не подсетува дека кога се соочуваме со луѓе кои непријателски се однесуваат кон нас, ние можеме и треба да му се молиме на Господ за тоа. Патем, сакам да нагласам дека во некои од преводите, овој псалм има наслов во кој ни се вели дека истиот е наменет за главниот музичар кој свири на жичан инструмент. Покрај другото, во насловот се вели дека овој псалм е маскил, односно за да им даде насока на оние кои го читаат и слушаат. И уште еден дел од насловот открива дека е псалм кој Давид го напиша кога беше предаден кај Саул од страна на зифејците. Тоа е запишано во 1 Самуилова глава 23 стих 19. Немам време сега да отворам на тоа место за да читам, но во своето слободно време можете да го проверите тој текст. Значи, станува збор за прва книга Самуилова, глава 23, стих 19. Кога Давид слушна дека е предаден, забележете како тој реагираше. Стихови 1 до 3. Боже, со името Твое спаси ме и со силата Твоја избори се за мојата правда. Боже, услиши ја молитвата моја, чуј ги зборовите од устата моја, зашто дрски луѓе се кренаа против мене и насилници го бараат животот мој. Тие не мислат на Бога. Такви беа и луѓето кои го предадоа Господ Исус Христос на мачење и смрт. Тие беа дрски и насилници, и иако мислеа дека со тоа што го прават ја исполнуваат Божјата волја, сепак со нивните дела покажаа дека не го познаваат Бог. Поради тоа што сме ограничени со време, ќе мораме да продолжиме со обработка на следниот псалм. Псалм 55 е исто така песна која е дадена за насока во однос на духовните нешта. Што се однесува до позадината на псалмот, не можеме со сигурност да знаеме во кои услови и околности е истиот напишан, но во некои преводи во насловот само стои дека е наменет за главниот музичар кој свири на жичан инструмент. Но, кога би морал да дадам мое мислење за околностите во кои е напишан псалмот, би рекол дека станува збор за ситуацијата во која Давид го напушти Ерусалим откако неговиот син Авесалом се крена против него. Ке се сетите дека Авесалом сакаше да се зацари наместо Давид, а Давид не сакаше Ерусалим да се најде во граѓанска војна и затоа одлучи да се крие по пештери. Вие кои сте запознаени со тој настан, верувам ке се сетите колку на Давид му беше тешко кога му кажаа дека Ахитофел застанал на страна на син му Авесалом. Токму Ахитофел беше еден од најблиските соработници на Давид, а сега виде прилика и се сврте против него. Забележете што пишува во втора книга Самуилова, глава 15, стихови 30 и 31. А Давид тргна кон Елеонската планина, искачувајќи се плачеше, главата му беше покриена и тој одеше бос. И сите луѓе што беа со него ја покрија секој својата глава, одеа и плачеа. Му јавија на Давид и рекоа, и Ахитофел е меѓу заговорниците со Авесалом. И рече Давид, Господи, Боже мој, осуети го советот на Ахитофел. Патем, Бог ја услиша молитвата на Давид и на вистина го осуети советот на Ахитофел. Ке почнеме со читање на текстот, ке ги искоментирам само оние делови од псалмот кои според мене се најважни. Стихови 1 до 4. Чуј ја Боже молитвата моја и не криј се од моето молење. Погледај ме и услиши ме.
Нажален сум во тагата моја, избунет од гласот на непријателите, од притисокот на грешниците, зашто вршат врз мене беззаконие и со гнев разгоруваат непријателство против мене. Срцето мое затрепери во мене и смртен страв ме спопадна. Како што можете да забележите, Давид искрено му кажа на Бог како се чувствува. Тој се плашеше од смртта, бидејќи дел од најблиските соработници го напуштија. Стих 6. И јас реков, кој ќе ми даде крилја гулабови, па да одлетам и да се успокојам. Може би ќе се сетите, но во еден од предходните псалми читавме за тоа како луѓето му велеа на Давид да побегне како птица во планините. На почетокот Давид не сакаше да го стори тоа, но сега, кога се чини дека се беше изгубено, кога и Ахитофел, еден од најблиските соработници, се сврте против него, Давид искрено посака да биде како птица и да побегне далеку. Знаете, секој човек ќе се соочи со некакво предавство. И Господ Исус Христос беше предаден од Јуда. Јас долги години служев како пастор и имав прилика да работам заедно со прекрасни луѓе, но имаше и такви кои беа како Јуда Искариот и како Ахитофел. Кога некој ве предава, тоа длабоко ве боли, особено ако станува збор за личност која многу ви значела. Стихови 13 и 14. Но тоа беше ти, човеку, кој си како нас, другар мој и пријател мој, со кого радосно се дружев и сме оделе заедно во Божиот дом. Интересно, зарем не? Луѓето кои го предадоа Давид беа луѓе со кои тој радосно се дружеше и заедно одеше во Божиот дом. Значи, станува збор за луѓе кои исповедале вера во Бог, а сепак биле подготвени да му забијат нож во грб на царот. Не секој кој исповеда вера и оди во црква е вистински верник. Писмото вели дека луѓето ќе се познаат по нивните плодови. Стих 15. Смртта нека дојде на нив, да слезат живи во пеколот, зашто пакост има среде нив во живеалиштата нивни. Како што можете да забележите, Давид не штедеше зборови кога зборуваше за неговите непријатели. Тоа е така бидејќи се чувствуваше повреден од оние кои многу му значеа. Од друга страна, Господ Исус се молеше за оние кои го предадоа и го измачуваа. Од денешна новозаветна перспектива, ние треба да го следиме примерот на Господ Исус. Стихови 16 и 17. Јас пак Бога ќе го повикам и Господ ќе ме слушне, навечер и наутро, и напладне ќе молам и ќе викам, и тој ќе го чуе гласот мој. Има една добра и позитивна работа кога ќе се најдете во ситуација непријатели да се подигнат против вас. Тие ќе ве поттикнат повеќе да му се молите на Бог. Гледате, кога Давид се соочи со неговите непријатели, тој навечер, напладне и наутро му се молеше на Бог. Ќе продолжиме со читање. Стих 21. Говорот им е мек како кајмак, а во срцето им е непријателство. Зборовите им се како масло, но тие се стрели. Оние кои се подигнаа против Давид сакаа да се прикажат како негови пријатели, а всушност зад грб кроеа планови против него. Стих 22. Пренесија на Господ маката своја и тој ќе те подкрепи. Тој нема да дозволи праведниот човек да пострада. Драги христијани, сакам да ве охрабрам да сторите нешто. И ова го велам врз основа на тоа што е запишано во писмото, а и од лично искуство. Кога имате непријатели, предајте му ги на Бог. Во Римјаните, глава 12, стих 19, тој рекол дека од маздата треба да му оставиме нему. Јас работев како пастор 40 години и во тој период многу пати видов дека Бог многу подобро се справува со моите непријатели во споредба со мене. Тој знае како да го прави тоа. Молете се за оние кои ви забиле нож во грб
и оставете ги во Божји раце. Во Псалм 55, стих 22, авторот ни вели: пренеси му ја маката на Бог. Ако му ја дадеш својата мака на Бог, таа веќе нема да е твој проблем. Стих 23. Ти, Боже, ќе ги фрлиш во погибелна јама. Крвниците и измамниците нема да поживеат ни половина од деновите своји. Јас пак во Тебе се надевам. Што ќе кажеме ние денес на овие зборови? Во овој хаотичен свет во кој живееме, дали ќе одлучиме да се надеваме на Бог или да се плашиме од луѓето? Мојот совет за вас е: верувајте му на Бог и таа вера ќе го отстрани секој страв од луѓето. Тоа е најдобриот живот кој можете да го живеете. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.